Една година и 3 месеци после смртта на највечен партнер Славе Банџевски, се уште ја поминуваме низ Голгота, јас и моите 2 малолетни деца, кои се на возраст од 2 години и 9 месеци и 7 години. Име на неговата фамилија, тоест мајка му Љубинка Банџевска, татко му Петар Банџевски, сестра му Ана Банџо и нивниот адвокат, воедно кој е емотивно врзан со случај затоа што им е внук, тоест братучет, внукот брат на Љубинка Банџевска, кој што ги застапува цело време. Ни стават пречки, саботажи, на секаде ни сите можни институции каде што имам потреба од вадење на документи. Имено со Машми се запознав, со Славчо се запознавме во Америка. Имаме 2 деца кои се амерички државјани, исто така и Славе амерички државјанин, држи двојно државјанство. Лани после враќањето до Америка, 10 дена после враќањето до Америка, заболе од корона, рече за удам да се прегледам Охрид и не се врати. Славе почина на 11 септември како последици од коронавирусот. Наеднаш се најдовме изолирани, избришани тотално од неговата фамилија, и јас и децата, нити ги бараа децата. Прво велија дека биле се уште нормално жалостени, да поминале 40 дена, па ќе ни ги даеле клучоите од станот, сите наши работи што ги занесовме од Америка, стан, кола, картички и така натака, бидејќи Славчо пред да почини, јас останав само буквално со $200 на сметка и 2 мали деца. Останав да живеам во станот на брат ми и на мајка ми, во Струга, во 60 метри квадратни. Имаме стан кој што е платен, најодговорно тврдам, со наши заеднички пари, спечалени и донесени од Америка. На секој влез во Македонија Славе го носеше дозволениот лимит од $10,000 и плюс пушташе пари за реновирање на станот на моје име, на име од сестра му, преку MoneyGram и слични банки, каде што парите беа доверувани на неговата сестра и неговиот татко, за да се занимава со реновирањето на станот, бидејќи јас бев со мало дете дома, кој што во 2021, во февруар 2021 добитувам под стопенија. Имунитетот ти беше скроз паднат, не смеевме да имаме контакт воопшто со никој и така да не бев во можност да одам нон-стоп Струга, Охрид не возев, Охрид не го знам добро. Имавме задолжен човек во магазин за материјали во Охрид, од каде што стоја клучевите од станот, неколку примероци од клучевите од станот, од каде што сите мајстори по потреба идеа, ги земаа клучоите и ги враќаа назад, се вршеа работа во станот и ги враќаа назад во магазинот за материјали во Охрид. Лага е дека сите клучеви од станот, клучевите од Мерцедесот, колата омилена на Машми, на Славчо, ги доверил на сестра му и на татко му. Тоа беше моја одлука. Значи, Славчо ме праша каде ќе стојат картиците и клучоите од станот. Лично моја одлука беше со следниот збор. Му направиме чест на татко ти, бидејќи никогаш сте немале свој дом, свој стан, цел живот сте под кирија. Ќе му направиме чест на Петар Банџевски, му се даде карти, лично јас му дадов картицата за плаќање и клучоите нека седат кај него, пошто јас сум со мало дете дома, не возам, не го знам Охрид и не можам да патувам на собствена релација Струга Охрид за да се занимавам со станот, иако изборот на елементи, плочки, целото реновирање беше претежно мој и од Славе. Наеднаш се најдовме во, не знам како да се изразам, во Голгота и нешто што е буквално се граничи со секој здрав разум, да се откажат од своји собствени внуци, да не сака да се ги признаат внучињата, така да мораше да ги тужам за признавање на татковство. Бидејќи со споразум немаше шанси да се добие тој документ. И пред да се признаат децата, ова е одговор на тужба за вонбрачна заедница од Вангел Бараковски, кој што беше пуштен на погрешна адреса, се со цел знаеме зошто да не стигне овие документи во мои раце, каде што се истакнато дека се огледа истиот станот е стегнат исклучиво. Пред мене е документ, пресуда врз основа на признание од Основен суд Охрид, каде што е донесена пресуда дека станот представува оставина на покојниот Славе Банџевски, бивш од Охрид. Со оваа пресуда
автоматски станот представува оставина понатака на неговите наследници од прв ред, тоа се нашите деца, малолетни деца, кои што ги застапувам јас. Меѓутоа, моментално сме заглавени во административни, да речам, работи, во катастар, каде што правникот кој што е одговорен моментално за нашиот предмет, случајно се погоди да биде најдобар другар на Ана Банџо и на Вангел Бараковски. И нормално бев одбиена во мојата пријава за промена на име на имотен лист, за да се донесе имотниот лист на име на Славе покоен, за понатака да се справи судска оставина, која што инаку морам да спомнам дека е веќе спроведена кај нотар во Охрид, без да се пријават децата, со тоа што ги крија децата дека воопшто постојат и затоа не сака да ги признаат, добива во време, буквално. Дотичниот правник си зеде за право, како добар христијанин, како што се изрази, да биде едноставно посредник во нашиот случај, поради тоа што му било жал за дечињата, и ми го кажа законот дека не можам да добијам имотен лист на име од Славе, затоа што во ова пресуда судијата во брзање не се произнел за хипотеката на станот, значи станот е под хипотека во Халк банка. Поради тоа бев одбиена, ни бараа согласност од Халк банка кој ќе биде носител на таа хипотека. Се понудив нормално јас, пошто моментално јас го плаќам од јуни месец, јас ги плаќам ратите за станот, во кој што немам пристап и во кој што стан се наоѓа сите наши работи од 6 години живот во Америка, од заложништво на Ана Банџо и Любинка Банџо. Си седе, значи, дотичниот правник, нема ништо против него, меѓутоа сакам да истакнам, да прашам како е можно, ако закон е закон, како е можно тој да се земи за право да ме услови, буквално условување во рачунам ова, ќе ти дам имотен лист на име од Славе, ако им ги даваш децата на Перо, Любинка и на Ана да се гледат. Пробавме со адвокатот мој Јовица Плишковски да дојде до некаква сполодба, за да не трпет нормално дечињата, пошто ми се најбитните им имет само мене и јас ги имам само нив. Тоа е единственото најсигурно богатство и имот што го имам од Славчо. За другото све треба прво да се борам и да докажам дека е наше. Значи, како може, дали е во ред, правников од катастар да се земи за право, да законот да си го смените и да каже дека ќе ти дам имотен лист на име од Славе, ако ми ги даваш децава, да ми каже дека наводно се слушнал со нотарот кој што е нашиот предмет и дека исто му дал согласност дека да, ќе се справи судска оставина врз основа на таа спогодба, која што заврши во канта за џубре, затоа што баравме точка каде што баравме да се откаже понатака фамилијата Славе, Любинка, Перо и Ана, да се откажат од понатамошни имотни и парични побарувања, на што автоматски одбија со образложение на веќе постоечкиот долг што го имаме јас и децата кон нив, и додадува уште 20.000 евра долг за лечењето на татко им, Славе Банџовски, на татко им на децата. Од каде ги најдува тие пари, не знам, допарна некој документ, треба да истакнете. Се насе да схатам приказнава, моментално сме заглавени значи во катастар, каде што одлучвит најдобриот другар на Вангел Бараковски и Ана Банџо. Немам пристап до станот, иако го плаќам. 11.250 денари е рата за станот. Во станот имат 100% наши работи донесени од Америка, цртежи од син ми, од градинка, играчки, работи од материјална, но и сентиментална вредност. Значи, не можете вие како фамилија нас да ни избришите и со лажни тврдења да кажете дека вие наеднаш најдовте 15.000 евра учество за станот, го реновиравте станот, плаќавте околу 500 евра увеќе некаде цела година осигурање за станот во семејната, за Славчо во семејната фирма. Тоа е огромна сума на пари, овде има значи податоци кои што треба да се ради, да се израчуни, да видиме за колкава сума на пари станува збор, плюс 20.000 евра за лечењето на Славчо. Значи, во еден дел од одговорот на тужба, кој што не требаше да стигне во мои раце, господинов адвокат Вангел Бараковски има напишано дека втората рата од страна е платена во станот за станот на неговата сестра на Банџо,
со цел истиот редовно да се исплаќа како што претходно било договорено, дотолку повеќе што имајќи во предвид дека предметниот стан е под хипотека, повеќе од јасно е дека доколку не се врши редовна исплата на кредитот, ќе биде активирано заложното право врз станот од страна на банката доверител. Што значи тоа? Ова значи дека доколку 3 месеци не се плати станот е на лицитација, од на извршител и го губиме едноставно станот. Зошто повторно правите штета на децата? Зошто престанавте да го плаќате станот без да ме известите мене, која сум најзасегната јас и децава, заради за тој стан, и зошто не го известите директорот на Халк банка, кој што ви е личен пријател, дека ги правите овие работи? Зошто го доведовте во опасност иднината и доведовте во опасност иднината на станот и повторно сакавте да дозволите децата да го изгубят се што е купено од татко им? Бидејќи прво во сценарио, кога децата не постоја, јас не постоев и се уште не постојам како ваша фамилија, тоест ништо не сум со Славчо, нели? Првото сценарио ви беше да го земите цел стан, со таа изјава дека е купено целосно, исклучиво парични средства на мајка му, татко му и сестра му. Тоа сценарио веќе не нема да важи на суд, бидејќи се има пресуда дека е оставина на Славе Банџовски и Славе Банџовски сега се појавија двете деца. Значи сега сакам да кажам дека одите на друго сценарио, очевидно е, сценарио во кој што барате се што сте му дали на покојниот син. Пупу не важи, синко, се што ти дадовме, ти почина, сега бараме од сирочињава. Како не ви е срам? Сакам да прашам. Во прилика сакам да го искажам својот револт и да прашам која е таа тетка, која се декларира како хуманитарка, која е таа баба и дедо, братуче, Ангел Бараковски, да го спомнам, морам, пошто е емотивно врзан со случајов, ги знаете таа работи многу добро, што заклучви стан на сираци, кои што воопшто не е невни, немат доказ дека е невни, зошто им го заклучија станот на децата и не им дозволија да живеат таму? Значи, капката што ја прели чашата беше кога бев повикана на повторпат од Центарот за социјални работи во Струга. Немам ништо против, апсолутно разбирам нивната работа, се водат спрема законите, кај што ми беше кажано дека имале право да ги гледат децата по 1 сат неделно. Значи, после тоа што и покрај тоа што им го заклучија станот на децата, ги оставаа буквално на улица, ни ту праша од што живеете, дали имате, каде живеете, да не ви требит нешто од ствари што сега донесовте од Америка, кои што се лично ваши, сега и како награда, јас го рачунам ова како награда, треба да им даваме по 1 сат неделно децата да се играат. Децата мои не се играчка, децата ми се најсветло нешто што имам на светов. Јас ги се борам со сите мои сили, децата да не ги гледате, затоа што немате никакво човечко, не заслуживте да ги гледате децата, иако ви ги давав известен период кога се лажевте дека сега децата дека нема да барате ништо. Излажавте, блефиравте, довербата тотално ја изгубивте и ви кажувам дека немате никакво човечко право да ги гледате тие деца.